Неколку месеци откако започна да работи регионалното предпријатие Русино Полок, а веќе се соочува со финансиски потешкоти. Директорот Бесим Догани вели дека единствен извор на финансирање е субвенцијата и наплата при донесен смет, но трошоците за дневно работење на депонијата Русино се високи. Дополнително има општини кои се уште не го платиле својот дел. Поголемиот дел на општините платија, некои делимично, некои целосно, некои воопшто не. Но не е само тоа, и да платат сите општини, со ова цена пак компанијата не може да се само издржи. Распространувањето и одржувањето на покривањето на сметот се прави со машинерија, која машинерија кошта многу, нарочито сега со растот на бензините и другите деривати, таа цена најверојатно на услугата ќе скокне уште повеќе, што за нас е неиздржливо. Цената од 5 евра за 1 тон комунален отпад останува да важи, според одлуките донесени на последната седница на Центарот за развој на Полошки плански регион. Нова цена била утврдена само за индустријскиот отпад. Договоривме цената за отпадот кој ќе биде депониран во Русино да биде 5 евра и првата година да биде 2,5 евра, со тоа што имаше потреба да се интервенира од сите општини, да се помогне предпријатието со инвестициони зафати и сите општини беше по еден клуч определено колку средства треба да донира до предпријатието и тетово тоа својот дел го плати. Според информациите и дел од другите општини, но не беше дообјаснето во делот на другите видови на отпад кои треба да се депонират и на овој состанок само дообјаснивме дека цената ќе важи само за комуналниот отпад, додека за другиот вид на отпад, односно за индустријскиот отпад, беше определена нова цена која ќе биде 3500 денари по тон. Брзите мерки за санација на депонијата Русино се спроведени, а во следниот период треба да се изврши и тампонирање на патот. Дополнително треба да се најде соодветни локации за претоварни станици. Убаво е да биде во близина на автопатот, како би, пошто идејата е да идат градските камиони, тие што собираат отпад, да се претоваруваат во големи 40-тонски камиони што ќе одат за Русино. Така да, за жал, се уште немаме обезбедени такви локации. Една е неопходна. Алтернативата останува да одат со градските, што за нас нема економичност. Барањето алтернативна локација на депонијата која со години ги труеше жителите на Гостивар е во втората фаза на швајцарскиот проект.